Добар ден. Тешко после вака интересно интервју, Иван, ние да го задржиме вниманието башка после ова следи ручек, ама јас искрено се надевам дека ќе биде интересна дебата. Ние имаме тука мултијазичен панел и многу сум среќна поради тоа. Во финансиите, знаете, нема јазици, парите ги ја играат главната улога. Ова е еден, може би малку да почекаме само да се среди работата со преводот. Во меѓувреме само ќе кажам за сите вас кои што сте тука, ова е ќе следува една интересна дебата за иднината на пензиските фондови. Тоа е нешто што сите нас исклучително не засега, а пензиските фондови се навистина многу поврзани со капиталните пазари. Изборуваме за еден исклучително важен концепт, за него зборувавме минатата година, го начнавме, еве една година помина, ништо не се промени во Македонија, мене ми е за тоа исклучително жал. Тоа е концептот на мултифондови. Концепт кој ветува една поголема флексибилност, подобра алокација практично на инвестициите и на ризикот за пензиските фондови, но и потенцијално повисоки приноси за сите нас кои што сме практично осигуреници, односно сме членови на пензиските фондови. И овде со мене се тројца врвни експерти од Македонија, но и од Европа. И само ќе се навратам на она што го спомнав на почетокот. Ние имавме исто една ваков панел лани, кога представникот од МАПАС кажа дека се заговара една идеја, односно се работи на воведувањето на овој концептот на мултифондови во нашите пензиски друштва, но тоа се досега не се реализираше, практично законските измени не се усвоени, не се донесени и она што ја ќе го кажам само како вовед, а ќе оставам на експертите, тоа е практично фондови кои што функционираат и се поврзани со животниот век. Не е исто да сум како моите пари ги инвестира Горан, а јас сум колку години имам, и не е исто за некој друг кој што има 65 години, и не е исто за некој што е 25 години. Практично кај нас се уште парите се инвестираат по една стратегија, односно во една рамка за сите осигуреници без оглед кој колку години има. И тоа е нешто што фондовите го заговара и ние сметаме како осигуреници дека тоа можеби треба да се промени. Не стигнав ни да ве најавам само заради тоа што имавме проблеми. Значи Горан Мартиновски, сите го знаете, од КБ Прво пензиско друштво, Гордан Шумановик, тој е председател на управниот одбор на Райфајзен Мировински фондови, и Матеј Битнер, ние од Варшавската берза. Сите имаат искуство во оваа тема. Матеј, good to have you here. Шумановик, поздрав. Исчекуваме да нам донесете главни поенти из хрватскog искуства, и ова е последно што ќе го кажам на хрватски. Не се чувствувам добро да зборувам, иако сите се разбираме. Но Горан, јас ќе почнам со вас. Како гледате практично на воведувањето на мултифондовите во Македонија? Се обидов тотално накратко и лаички да објаснам за што станува збор. Може би е добро малку и да објасниме што ние ќе добиеме практично со овој концепт. Одлично, најпрво би сакал да се благодарам на Македонска берза за поканата и да им честитам 24-та конференција. Оваа година исто сакам да кажам дека и за нас како пензиски друштва е многу битна, затоа што оваа година славиме 20 години. И од оваа перспектива можам да кажам дека тоа е една од најголемите и најуспешните реформи што се случиле во Република Македонија. И сега треба да преминеме во едно ново ниво, односно да одиме во следната фаза на што кажа Александра, воведување на концептот на мултифондове. Ако го анализираме, ти ги спомна веќе годините дека не треба да биде исто, меѓутоа еве ако ги анализираме нашето членство на кај задолжителните фондови, просечен член има од 37-38 години. Меѓутоа, во нашето членство има лица кои што имаат 15 години до 70, значи тоа е еден голема разлика меѓу годините. И како што кажа ти, секој тие различни години имаат и различни риск апетити
И нормално дека едно портфолио нели не треба да биде исто за некој кој има 22 години, некој кој има 55 или некој кој има 60 години. Токму поради тоа концептот на мултифондови е еден од најдобрите концепти за вакво решение, затоа што треба да се направи прилагодување на портфолијата согласно годините на членовите, односно согласно до години до пензионирање. И сега искуството од останатите земји како е кај нас се уште, значи ме праша дали спомена дали има промени, нема, има некои работни групи кои што работат на овој закон и сега ние знаеме некои детали, меѓутоа не ги знаеме сите детали. Како е најискуството од останатите земји дека има 3 портфолија, така и замислено горе-доле кај нас, значи има растечко портфолио во кое што би влегле од вработувањата, значи најмладите до некаде околу 40 и 45 години. Како би изгледало тоа портфолио? Тоа портфолио би изгледало како за нас како инвеститорска јавност познато 60-40. Сега малку пластично ќе зборувам, не се ова точниот законот, меѓутоа тој е контекстот. Тоа портфолио е 60-40, односно тоа значи дека 60% би имало инструменти со варијабилен принос, односно тоа се акции или инвестициски фондови и слично, и останатите 40% би биле во инструменти со фиксен принос, доминантно тоа би биле обврзници. Значи тоа е растечкото што е соодветно за таа возраст. Второто портфолио е балансирано и тоа е портфолио во кој членовите би се зачленувале лица од 45 години, па да кажеме до неколку години пред пензионирање. Балансираното портфолио би изгледало нешто како што изгледа ова наше тековно портфолио, кое што ние сега го имаме балансирано, околу 30 до 40% акции и 60 до 70 обврзници. И третото портфолио би било конзервативно портфолио, кое би носело принос помеѓу 3 и 4% и таму би членувале лица кои што се 5 до 7 години пред пензионирање и пензионираните членови. Така да со овие 3 портфолија ги решаваме овие проблеми и се надеваме на подобри резултати. Шуманове, ова е нешто што го има веќе во Хрватска. Практично ние и ако го воведеме на некаков начин би го препишале. Кои се практично искуствата и што донесе практично овој модел на осигурување за идните пензионери? И вие имате А, Б и С. Tako je, hvala na pitanju. Dozvolit ćete mi samo prije nego što se osvrnem da pozdravim publiku sa dobar den. Zaista mi je drago biti ovdje prvi puta u Makedoniji na prekrasnom Ohridu i zahvaljujem se organizatorima na pozivu i prilici da razmijenimo ova iskustva. Došavši ovdje i slušavši prije podne panele, mogu reći da sam se ugodno iznenadio koliko razumijem makedonski jezik, možda ću dodati u CV da mogu pričati još jedan. Ali to mi budi nadu da i moja poruka neće ostati izgubljena u prijevodu u kontekstu ovog što želim reći vezano za reformu koju smo mi proveli. Dakle, Goran mi je uveliko olakšao odgovor na ovo pitanje, s obzirom da sve što je Goran rekao je nešto o čemu smo mi razgovarali, kad kažem mi, mislim na interesne skupine u Hrvatskoj, dakle regulatora, zakonodavca, mirovinske fondove, 2014. godine. Tada smo proveli reformu upravo na način, kao što ste rekli Aleksandra, dakle da smo uveli fondove kategorije A, B i C, A je, dakle, ovaj agresivni fond, nazovimo ga tako kao što je Goran rekao, koji ima strukturu ulaganja nešto nagnutu prema equity i zaista smo tada počeli sa nekakvih 60-40 omjerom equity u odnosu na fixed income, da bismo 24. godine to čak i povećali na 70-30. Fond kategorije B je bio prethodni defaultni fond zapravo koji je prvotno uveden 2002. godine i onda je on zapravo nastavio taj životni vijek sa nekakvom strukturom od prilike 50-50 i uveli smo tada, dakle 2014. godine, dodatne fondove kategorije C koji su bili izrazito konzervativni, dakle izloženost equity je bila 0. To smo također promijenili 2024. godine na način da smo povećali mogućnost ulaganja u equity na 10%. Ako se sjećate očekivanja koje je Goran malo prije spominjao u kontekstu prinosa, oni su se u Hrvatskoj zaista i ostvarili. Mi možemo reći da u ovom periodu od nekakvih 11 godina koliko ti fondovi funkcioniraju, zaista fondovi kategorije A su ostvarili 8,5% prinosa, što je nekih 3% više od fondova kategorije B, koji su dakle ostvarili 5,5%, i fondovi kategorije C koji su ostvarili 3,5% prinosa. Smatram osobno, i to je zaista stav iz struke,
da su fondovi koji su agresivniji svojom alokacijom primjereniji mlađim dobnim kategorijama naših zaposlenika koji imaju duži period do mirovine, čime korekcije, tržišne korekcije koje se događaju, koje moramo očekivati, zapravo manje utječu i nose manji rizik za takve skupine nego za skupine koje su netom prije mirovine, recimo 5 godina, gdje su već velika akumulirana sredstva i nekakva veća korekcija može dovesti do toga da u trenutku umirovljenja zapravo pretrpe nekakav veći gubitak i onda u tom trenu prenose sredstva mirovinsko osiguravajuće društvo. Останувам кратко со вас. Значи, ваша цел е да работите за зголемување на приносите, практично основна цел е ние да добиеме поголем принос. Вашиот регулатор на време сватил дека практично тоа е целта. Значи, ние се мачиме со таа регулација и затоа го немаме тоа што сега сме го добили. Значи, без оглед вие имате секако некои ограничувања. Колку е само таа на кратко да ни пренесете, важна улогата на самиот регулатор во функционирањето на целиот овој концепт, па одам до Битнер. Naravno. Prije nego što se osvrnem na to, ono što bih htio istaknuti kao jako bitno je zapravo aktivnost članova, koja mislim da je konzistentna preko različitih država i vjerujem da je tako i u Makedoniji iz razgovora sa Goranom Sinač, mislim da možemo to zaključiti. Ta pasivnost na... To je zapravo pasivnost. Dakle, ljudi, odnosno naši članovi, nisu pretjerano aktivni, ne odlučuju u kojem fondu će završiti. Iz tog razloga je jako bitno kako ćemo definirati, ja bih nazvao tvorničke postavke, dakle te defaultne postavke sustava, gdje će ljudi ići kad se prvi puta zaposle, pretpostavka je da su to mladi koji su ili završili fakultet ili idu na neku strukovnu djelatnost. I u tom slučaju, dakle kod mlađih ljudi, bitno je da taj defaultni fond bude fond kategorije A. Regulator je inicijalno, dakle 2014. godine kao defaultni fond postavio fond, ne regulator nego zakonodavac, fond kategorije B. Međutim, onda smo prepoznali zapravo 2019. da je zapravo primjerenije da to bude fond kategorije A i to je tada izmijenjeno. Dakle, ako želite nešto naučiti iz hrvatskih iskustava, pored ovoga da treba provesti naravno ovu reformu, možete se osvrnuti na to kako postaviti te defaultne postavke. I druga stvar na koju bi skrenio pozornost, dakle 22. koja je bila vrlo specifična godina u kontekstu tržišta kapitala, gdje se zapravo, krenuli smo u nju sa izrazito niskim prinosima na obvezničkim instrumentima, čak su bili u nekim državama i negativni. Dakle, desila se korekcija i fixed income i equity-a i u Hrvatskoj se konkretno desilo to da su fondovi kategorije C najviše pali, čak više i od B i više i od A. U tom trenutku zakonodavac je reagirao na način da više C nije postao fond u koji se 5 godina prije mirovine seli automatizmom član, već postaje u fondu kategorije B i mora izabrati fond kategorije C, iako smo iste godine omogućili da se još 10% uloži u equity. To je nešto što ja vjerujem da bi trebalo dugoročno preispitati. Матеј, одам со вас. Полска е пример каде што исто функционираат вакви life cycle фондови. Неколку законски измени практично биле направени во Полска во последнава деценија, па може и повеќе. И се менуваа практично процентите колку од парите од бруто плата да се одвојуваат во државниот фонд, колку во приватните пензиски фондови кои што се дел од задолжителниот столб. Меѓутоа, секое друштво практично од 2004 година, пензиско друштво, може да има два фонда во кои што практично има различна инвестициона стратегија. Кои се клучните практично разлики кога имате тоа што ние сакаме да го добиеме, кога имате можност да ги инвестирате и кои се практично тие предности кои што ги увидовте од тогаш па навака да се инвестира малку по-либерално и не толку конзервативно за осигурениците кои што тоа имаат таква можност? Okay, I thank you very much once again for having me. I planned to frame the answers to all your questions in picture of the general overview of the Polish pension system, because otherwise the answers would be out of context, and if I could spend 5 minutes to show 2 slides how the pension system is organized in Poland, only this private funded part, I think that would
help the listeners to get the messages. We have your presentation, if it's okay. Okay, I promise not to take too much time. Please show the next slide, because that's just the title. Okay, so first of all, we have two groups of pension funds. So first, we have these old pension funds that the system that is very similar to what I heard is currently in Croatia. So it was a mandatory system. So for every working person, initially 7.3% of gross wages went to the private funded system, and the rest to the public pay-as-you-go provider. And it was planned to finance around half of the retirement from private sources and half from the public system. But in 2014, the government, due to mainly fiscal reasons, abandoned this project. Abandoned it, meaning that now the retirement will be fully financed from public sources, and half of the assets were taken from the funds and used to reduce the government debt, and contributions were radically lowered from 7.3 to 2.92, but the radicalism was that it stopped being obligatory, it became voluntary. Voluntary in a sense that you could choose the private funded part, but you still had to contribute to if you don't want the private, you contribute to the state part. So only 20% of people decided to contribute, so the actual contribution level is way lower. So that explains the decline in assets to GDP since 2014. Now it's 7%, at the peak it was almost 20%. So the investment policy of the fund, it was initially quite balanced, 60% debt, 40% equity, and the equity was very active. Funds participated in IPOs and helped to develop many companies in Poland. They still are the most important player in terms of percentage of free float. It's around 50% of free float belongs to these old days pension funds. And now the asset structure is really peculiar. If you look at the graph on the upper right, 90% of assets is invested in equities. So they are not balanced, but it is said that no, you have just a small fraction of your contribution coming there, so it's no point to invest it in debt. So that is the open pension fund system created in 1999, existing still today, but it is expected to disappear in 30 years because contributions are very low and there are no payments. But we have a new system introduced in 2019 on top of the old system. So you have 19.52% mandatory contribution to public and the old private funded if you want, but you can additionally voluntarily contribute to new system with 1.5% of your employer contribution and 2% of your own. The employer can increase it to up to 4%. So the contribution is lower, and it's voluntary, and participation is, depending how you count it, but around 25%. And assets to GDP are below 1%. So it's still a small system. It's been in operation for 5 years, but initially only big companies had to offer this to
to its employees. Now it's every company needs to offer. And the average portfolio, the composition that you see on the graph on the upper right side is just an average. It's not representative, because for OFE the portfolios were almost identical. Here we have, as you mentioned, this life cycle funds or target date funds, which means that, as you see in the table on the lower right, the allocation to equity is much higher when you're below 40, with this target date 2060, 2065, it's or even 80% into equities. And it is gradually lowered as the person ages, and when the person reaches 60, the allocation is small, and then you can start withdrawals in installments and Извините, гледаме дека во 2024 година во просек поголем дел од портфолиото било во домашни харти од вредност. Тука сме на Берзанската конференција, тоа е исклучително важно за нас. Дали има регулација колку од портфолиото може да биде во странски акции, колку во домашни харти од вредност? Дали тоа законодавецот го наложува или тоа ви е послободен избор? Тоа е многу важно прашање во нашиот контекст. Okay, so you were asking about the old system or the new system? New system. The new system, because it all dates from the old system, because initially in the old system it was regulated on the state level in legal bills that up to 5% only can go into foreign investment. But that was questioned in 2010 by the European Court of Justice, that said that it violates the principle of capital movement across EU. But for some reason it decided that 5% is too low, but it's not that we can, we have to remove this barrier altogether. And it proposed a constraint of 30%. So to limit foreign investment to 30%, that would be okay. And that was copied to the new system. But in both the old and new system, so if you look at the graph on the left, the limit for in the old system was 5%, but the practice was 0.5. So they all completely avoided this foreign investment, and the reason was not the limit. It was the internal benchmarking that meant that if the fund underperforms its peers, it has to, the asset manager has to pay money to the fund from his own funds. So then in this situation, investing abroad could bring you a lot of better returns, but if returns are poor, and initially in this system, in the first 10 years, returns in Poland were double-digit every year for 10 years. So investing abroad in this case, it was very risky because you could underperform your peers. So there were two elements limiting this in practice. New system, they don't fully make use of the limit, but they are quite close to it. Горан, кај нас е различна ситуацијата. Мислим, сега ние ги инвестираме парите во многу помалку ризични инструменти и дури да се доведеме во ситуација да имаме мултифондови сценарио кој што ни е посакувано, немаме доволна понуда на домашниот пазар, без да алудирам на нешто, меѓутоа секогаш е возможно да инвестираме и надвор. Кој е практично предизвикот да се состави такво портфолио на три варијанти во услови на пазар на капитал кој секако и осцилира?
Дали ќе имаме предизвици? Да, дефинитивно, ма спремни сме на тоа. Дефинитивно предизвик е плиткиот пазар и недостатокот на инструменти. Да, дел ќе го покриеме со надворешни инструменти, односно со странски акции, но ние очекуваме дел од средства да бидат вложени и тука. Знаеме на македонска берза има доста компании кои што се профитабилни, сме инвестирале до сега, но од сите овие иницијативи од македонска берза предводена од господин Штериев, гледаме дека постојано се прават нешто за да излезат нови компании и ние се надеваме дека тоа ќе се случи во иднина. Исто така нели беше споменати Бум клубот, очекуваме и таму некои компании, меѓутоа исто така беа споменати и приватните фондови, приватните капитални фондови. Тоа е еден одличен начин на тие семејни компании, односно помали компании за да се израснат и тие тогаш ќе бидат солиден материјал за котирање на берзи. Имаме такви искуства од регионот. Еве нашиот собственик нели покрај Комерцијална банка, втор собственик ни е Прва група од Словенија, веќе он има таков нивни фонд Прва склади во кој што релативно брзо собраа пари и релативно брзо ги инвестираат тие пари, така да тие компании да кажем ги растат заедно, нели преку компанијата заеднички да стануваат се подобри и подобри. Така да приватните овде и спомена практично сега и нема, нели пред 15-20 години имаше еден таков фонд СЕАФ кој што знаеме дека од него излегоа солидни компании, мислам дека нели Тинекс и слично, така да тоа го гледам како голем потенцијал во иднина. Како материјал за на берза, меѓутоа исто така и да не ги забораваме обврзниците, проектните обврзници исто така се многу интересни за големи инфраструктурни проекти кои што ние како пензиски фондови можеле да вложиме. Да не ги забораваме и зелените обврзници, имаме толку нели предизвици за животната средина и со околината, така да и тоа се добри инструменти за инвестирање. Меѓутоа интересно е тоа дека и банките може да понудат некои производи за ова например за FX за заштита од валутниот ризик. Ние во моментов знам дека банките нудат, меѓутоа најчесто тоа на трговските друштва. Меѓутоа што се однесува до инвеститорската јавност, практично нема некој унифициран производ што може да се купи за да се заштити од странска валута. Например, ние имаме голема изложеност околу 30% во странски акции и голем дел имаме од нив во долар. Така да во овој момент ние немаме инструмент со кој што може да ги заштитиме, да се заштитиме од валутниот ризик. Предвидено е тоа во кој се права, значи мултифондовите, знам дека и во Хрватска често ги користат, така да очекувам и таму да имаме нов инструмент, така да од сите овие заедно ние како од оваа страна побарувачката очекуваме дека ќе креираме и можности од другата страна од понудата да бидат покреативни и да има повеќе производи. А според она што досега се става на хартија од воведувањето на овој концепт, ќе имаме точно одредени правила како ќе се инвестираат парите во сите три нивоа? Па лимитите се горе-доле тие. Ако е нели 60% во акции, може да инвестираме, има дел што е предвидено колку ќе биде можност за изложување во странство и дефинитивно има еден дел што треба да остане за домашниот пазар. Шумановиќа, како вие ја правите таа инвестицијска стратегија, како одлучувате и како се покажа до сега успешноста на тоа што го правите за да добиете поголем принос за осигуреници? Па ја бих рекао да законодавни оквир у великoj mjeri određuje risk profil fonda. Dakle, to smo sad već prošli i usvojili. Samim tim on je predodređen. Dakle, ne možemo mi tu izaći izvan tih okvira i napraviti nešto šire od toga. Međutim, čisto kao jednu digresiju i nešto što se prožima kroz cijelu konferenciju, barem do sada, osjetim neki defetizam u promjenama, bio je spomenut na prethodnom panelu, i zapravo se osjećam na neki način kao u Hrvatskoj prije 10-15 godina, jako je slično, moram priznat.
I predložio bi organizatoru da dogodine pozovete još malo Hrvata, super će se osjećati ovdje, mi nismo tako pozitivni u našim okolnostima, ali zapravo što želim sugerirati, ne trebate se bojati, znači treba napraviti i provesti reforme, pogotovo ako sve ukazuje na to da će oni rezultirati s onim što se zapravo i očekuje. Dakle, čuo sam Gorana da je rekao da mi imamo veće mogućnosti hedžiranja određenih rizika poput valutnih rizika, to je zaista slučaj, mi koristimo futures ugovore za hedžiranje valutnih rizika, tako da imamo izloženosti američkom tržištu, mi koristimo forwards ugovore za hedžiranje tih rizika, mi hedžiramo i druge rizike poput kamatnih rizika i tako dalje. Ono što je bitno je da liberalizacijom mogućnosti ulaganja mirovinskih fondova zapravo utječete i na razvoj vlastitog tržišta kapitala. Primjerice, čuo sam da se spominju fondovi privatnog kapitala, ponovno situacija u kojoj smo mi bili prije 10-15 godina, znači vi sad u Hrvatskoj već imate drugi vintage fondova koji su startali, znači oni vam u pravilu imaju nekakav životni vijek od 8+2 godine. Prvi su bili osnivani na razini od otprilike 60 milijuna eura komitmenta, sad idu novi koji se osnivaju sa 100 do 150 milijuna eura. Kod svih tih investiranja ključni su vam veliki institucionalni investitori. Ne treba zanemariti sve što smo do sad čuli, infrastrukturu, savjetnike, supranationals, EIF, EBRD, sve je to jako, jako bitno. Ali ja bih vam ukazao na to da se osvrnete na ono što već imate. Dakle, čuli smo Poljska, otprilike 9% mirovinske štednje u BDP-u, Slovenija nije daleko, čak je ispod po mom mišljenju, Makedonija, ako sam se dobro sjećam, 15. 17. Čak 17, Hrvatska 30. Znači, to je ogroman puk kapitala. To se može usmjeriti kroz private equity, mezanin u SME kompanije, može se usmjeriti kroz IPO u izlistane kompanije. Da, i mi smo nekad imali ograničenja ulaganja, mogli smo u Hrvatskoj uložiti svega 6 kompanija pa se to oslobodilo. Mi možemo ulagati u IPO-ove, sve koje ste spominjali, i Žito, i Ingrad u Hrvatskoj. Prošle godine ste imali gosta iz Spana koji je 21. godine radio IPO. Je za razlike na vrstu fonda? I A, i B, i C, u IPO? Naravno, C fond nije smije imati equity, ali A i B, apsolutno. Tako da, hoću reći, to je jedan proces evolucije i ono što bih ukazao da je jako bitno je u sportskom žargonu reći ne napraviti grešku u koracima. Šta znači greška u koracima? Čuli smo šta se desilo u Poljskoj 2014. Znači, napravili ste dobar korak, napravili ste reformu, međutim odlučili ste uzeti suffixed income, ubiti drugi stup, to se desilo i u Mađarskoj, nažalost. U Hrvatskoj nije bilo greška u koracima. Dakle, mi smo liberalizirali postepeno ulaganja fonda i iz onog što sam do sada čuo ne vidim da ste napravili i u Makedoniji. Možda biste mogli biti samo malo hrabriji, ništa drugo. Тоа е поентата за таа храброст. Битнер, погледавме како функционира сега во Полска, имало и не било се така сјајно во имплементирањето на сите пензиски реформи. Меѓутоа, ако со нас се сите идни пензионери во оваа сала и сите предпоставам сме насочени да имаме поголем принос од тој вториот задолжителниот фонд, некои вложуваат и во доброволен фонд. Практично, како вие би структурирале сега некоја реформа, а да биде солидна, измајки предвид се што сте имале во Полска и се оно што можеме да го пресликаме на овој дел од пазарот? Okay. So what you ask are the lessons that you can learn from our experience, so learn on our mistakes, because the destruction or almost a destruction of the initial reform in 2019, that was the reason of, in my opinion, the reason for it was a cluster of errors made in the beginning. So,
these errors could be mentioned under an umbrella of sustainability. So this system was unsustainable in a sense that the support for it among the political class and the public quickly vanished because of certain features that were embedded in the system. And I will start with a thing that maybe is not the most important, but it is the one that you ask about. So the question of foreign investment and diversification. I think that if we not only allowed but mandated in 1999 more foreign investment and created more diversified portfolios, that would bring better returns, more resistance to the 2008 market crisis. Because what happened was a series of very good returns until 2018 and the total crash of the market. Because the market was not only affected by the crisis, as every market in the world, but it was overvalued. Overvalued because of the amount of money flowing each year from pension funds to the market. So it was a blessing for the market, the pension funds. They were the best investors, they were active, they were rich. It allowed the valuation premium, so Poland was better valued than not only its neighbors, but also in the west of Europe. So it allowed Ukrainian companies to come to Poland for financing because of this excess of money. But it's okay if everything goes well. If you have too much money, the same was with investment funds that were too concentrated. This produces overvaluation and a rapid correction at some point, and that undermined the support for, because the system is sustainable if people believe that the cost that they pay for it, meaning the state pays because the state has to pay pensions while we build this system. If returns are better than the system sponsored by the state, if they are the same, an ordinary person would not understand the benefits of developing stock market, some positive externalities and so on. Another serious mistake was the question of fees. There were management fees which were quite low and sensible, but the pension management companies initially negotiated very high entry fees, reaching at initially up to 10 percentage points per. So that when people realize that 10% of their contributions goes to the asset manager and he simply pockets it as a profit, that also undermined this. Although you can argue that if you invest for 40 years or 50 years, because it includes the accumulation, initial fee is not as important. But it was important for, but it was too high, but for PR reason as well. So now we are in an opposite direction. So the new system has so small fees that it forced the providers to almost passive portfolio management, which is also risky on a market that is emerging and requires activism, requires good corporate governance. So you should not err into the side of too high fees, but also fees that would starve the asset manager of talented analysts. That's also another mistake. And I think also a mistake was the coercion. So to make people happy against their will, for them to have better pension, and we will force every single working individual to participate, even though some people believe that stock market is casino, is theft, and so on.
if you want to believe, we should not force, or you should educate, but to force every single one, that also undermines the support, feeds the conspiracy theories, and I could continue with these lessons if you want to relate to this later. Please reach me out. Мартиновски, го спомена и Шумановек, ние сме свесни дека тој кај нас членовите не се многу заинтересирани за дури и покрај тоа што станува збор за нивни пари и нивни идни примања кога ќе бидат пензионери. Таа пасивност на некаков начин го убива пензискиот, убива можеби многу силен збор, меѓутоа можеби е и релевантен затоа што практично не се интересираме. Сега ние имаме еден систем, сите не се грижиме ни за приноси, ни за ништо. Сега ќе имаме можеби малку известно поместување во таа насока, но вие очекувате ли некоја промена во аспектот на тоа како ние како осигуреници го доживуваме вашето инвестирање на нашите пари? Да, тоа би било еден од најголемите предизвици да направиме интерес, меѓутоа еве јас сега тук чисто ќе димензионирам што тоа значи за еден член, за да кажам колку е тоа значајно за секој од нас. Да, можеме као конкретен пример да дадеме баш буквално за да разбереме како. Да, затоа што во уствари ние ова се зборуваме за мултифондови, меѓутоа конечната цел која е да оствариме повисок принос на портфолиото, односно идните пензионери да имаат акумулирани средства пред одење во пензија, што е можно поголеми. Тоа може да го направиме преку приносот. И нели ако земеме еден вработен од 23 години до 63 години, тоа се некаде 40 години работен век на еден човек. Така, ако во првото портфолио, ова растечкото, он би бил првите 20 години. И тука би остварувал принос, преземам со бек-тестинг некоја анализа или еве искуството од Хрватска околу 8%, они имаат и повеќе последниве 3 до 5 години, меѓутоа да земеме некој конзервативно сценарио од 8. Останатите 15 години, ако биде во балансираното портфолио, каде би имал принос како што имаме сега, меѓу 5 и 6, и последните 5 до 7 години, ако биде во третото портфолио, конзервативното би имало принос, нели, 3-4, или кога ќе се пондерира тоа, доаѓа дека приносот би бил 1 до 2% поени повисок од тој сега што го има. И сега тоа 1 до 2 не изгледа може би многу, но поради феноменот нели на сложената каматна стапка и вкаматувањето, тоа на крајот ефектот е огромен. И идните пензионери би имале на сметка од 30% до 80-90% повеќе средства на нивните пензиски сметки, во зависност од тоа. Сега, ако никој не се интересира, и тоа законски како што е решено во Хрватска со дефолт, луѓето по бројот на години да се ставаат автоматски, тоа никој не го прави, тоа би било сценарио, значи што ќе ги зголеми дефинитивно нивните пензиски сметки, но нема да биде во толкава големина. Меѓутоа, ако земеме проактивен пристап и ние сами одлучиме да бидеме подолго време во едниот или другиот, тогаш таа разлика е навистина драматична од 50 до 80, што е навистина битно. А подобро ли е сами да избираме или е по автоматизам да се погодени да се? Убаво е за масата да има автоматизам, затоа што не може да очекуваме ние дека 100% од луѓето би се одлучиле. Но тие што сакаат да се вклучат, што сакаат да повеќе да навлезат во тоа, е убаво што може да си го изберат, тоа. Меѓутоа ние треба да работиме на тоа луѓето повеќе. За жал кај нас е феноменот дека секој за пензија почнува да мисли 5 до 10 години пред пензионирање. Тогаш го фаќа паника што претходно никој не се интересира. 5 до 10 години пред пензионирање не може да се направи чуда и да се направи ниту принос, ниту ако се акумулира средства. Затоа за пензијата треба и зошто се игнорира, нели? Ние така се бориме сега, плати, бонуси, гледаме што конкретно сега имаме како имот, забораваме дека еве по најновите таблици за смртност после пензија, животниот век е околу 17 години. Значи тие 17 години пензијата е основен извор на приходи. Така да луѓето треба порано да се интересираат за тоа. И тука исто грешка гледам и во процесот на едукација.
Јас сега моите деца се 8 оделение и нели учиме левата и десната притока на Нил, Менделевиот систем на памет, што не мислам дека е лошо да се знае, но они не знаат што е депозит, не знаат што е инфлација, не знаат што е акција, не знаат што е обврзница. И тоа е поразително, а да не зборувам за деца што се во средно образование, па дури и на факултет. Тоа треба да се почне од најмали години, да се почне постепено за луѓето да стекнат интерес, затоа што тоа се, како што кажав, основен извор на екзистенција во следните 20 години од пензионирање и тоа е многу битно. Долго време дебатираме на оваа тема и не се менуваат работите. Шумановиќ, и вие рековте дека се пасивни некако осигурениците. Што правите? Како ги анимирате тие пензионери и што се може да научиме, еве, ако може некако да прифатиме, затоа што очигледно е дека ќе некако ќе одиме во вашиот стил на функционирање. Наравно. Слушам sam sada Gorana i mislim da sad dolazimo na ove zajedničke probleme koje su contemporary, što bi se rekla. Dakle, taj problem shvaćanja i pristupa financijskoj pismenosti nije nešto što je sigurno prisutno kod vas, to je evidentno prisutno u Hrvatskoj, ali ja bih rekao i šire. Znači, naprosto ne ulaže se dovoljno kroz sustav edukacije, kroz školstvo, ne pridaje se tome dovoljno pažnje i na tome se naravno mora raditi. Ono što se dogodilo u Hrvatskoj je da smo kroz reformu, ako se ne varam, još 2019. uveli obvezu promicanja financijske pismenosti za obvezne mirovinske fondove. To znači, mislim, ona nije eksplicite navedena, ali efektivno znači da mi moramo ulagati, promicati financijsku pismenost i po toj osnovi provodimo različite programe. Na dva načina. Jedan je da to radimo kroz udruženje mirovinskih fondova, što je organizacija koju imamo za mirovinske fondove i mirovinsko osiguravajuća društva, i drugo je da to radimo samostalno kao mirovinska društva. Tu su sad različiti programi kako mi to provodimo. Recimo, naše društvo je imalo jednu akciju koju smo zvali Raiffeisen Future Boost, gdje smo imali ajmo reći svojevrsne podcaste, na taj način animirali stanovništvo. Sad se to više okreće TikToku, čak imamo i takve kampanje. I recimo prošle godine dotakli smo se i osnovnog školstva, napravili smo čak 3 slikovnice za djecu da se upoznaju s nekim osnovnim pojmovima, recimo štednje za bicikl. Tako da mislim da trebamo adresirati sve kategorije društva od najmlađih do najstarijih. Naravno i kod nas je prisutno ovo što je Goran sugerirao, da se ljudi osvijeste tek u kasnijoj dobi da u jednom trenu moraju štediti za mirovinu. Tome pokušavamo doskočiti recimo na način da smo mi, ne mislim samo na naše društvo, nego više manje sva društva u Hrvatskoj imaju nešto što zovemo stand-alone mobile application. Znači na mobitelu doslovce imate aplikaciju koja se zove Raiffeisen mirovinski fondovi i kroz tu aplikaciju možete vidjeti ne samo stanje na svom računu, nego i projekciju vaše mirovine kad je doživite. Možete se rano osvijestiti da to možda neće biti dovoljno za taj period života. I treće, možete doista uplatiti u dobrovoljni mirovinski fond, to je ovaj treći stup kojeg se nismo dotakli. Dakle, postoje načini kako se ta pitanja mogu adresirati, na tome se radi. Međutim, pomaci nisu značajni niti veliki iz godine u godinu, na tome se treba raditi inkrementalno i kroz duži period. И имам време само уште за поедно прашање. Битнер, ќе завршам со вас. Последното прашање за вас. Со каква визија треба да одиме во следните 5 години ако пензискиот систем е во прашање? Какви се тие реформи што треба да ги направиме и како тој треба да функционира? Ние сме малку назад како Македонија, меѓутоа еве фаќаме некој чекор. Според ваше мислење како ќе биде тој развој? Yeah, sorry for me standing here because that's the only place I can catch the translation. And I think that the auto-enrollment into a well-designed system sponsored by individuals and employers, that's a good direction. And I think it should be introduced in every country as a third pillar solution. You should also think about good individual products, not employer sponsored, because some people know they are self-employed, they have their companies, or no, they work only as contractors and they don't have a permanent employer. So it's good to think also about them.
And information and education is important about the needs for having additional funding for your pension. And in Poland, it's getting better and better. It's done by the public pension authority. You get every year an information about your expected pension, and they got more refined in the forecast they made, because they make some assumptions how long you will work, how much you will earn based on the past. So these projections are quite realistic, and that makes people really aware that maybe 20% of my salary is not enough for my retirement needs. Maybe I start to think, and because this information comes every year, it's more difficult to ignore it and wait until, as you said, 10 or 5 years before retirement. Господинот Блаж Броднек зборуваше и за конкурентноста и за таа интеграција. Ние несомнено сме интегрирани. Хрватска има некој искуство повеќе од нас. Дали се зголеми практично конкуренцијата, тоа е многу важно да го знаеме на пазарот, откако сите тие реформи беа воведени и практично вие, ако заклучите на оваа тема, исто каква перспектива има, ние сме и во други проблеми во однос на пензиите, демографски, секакви, има и политички проблеми, сите, меѓутоа, како вие гледате на развојот на оваа индустрија практично? Dakle, ja bih rekao da sama reforma koju smo proveli je povećala konkurentnost među mirovinskim fondovima na način da smo od 4 fonda napravili 12, dakle naprosto imate više fondova. Međutim, treba isto tako priznati da nije došlo još jedno novo mirovinsko društvo koje se odlučilo baviti ponudom proizvoda u drugom mirovinskom stupu, tako da su to naprosto činjenice. To ne znači da sustav nije konkurentan. Čuli smo kako je u Poljskoj bilo, kako je bio izrazito skup. Hrvatski i drugi mirovinski stup je jedan od, moram to reći, zaista najjeftinijih u Europi. To nije samo naš stav, to se vidi kroz nezavisne analize. Naš management fee je trenutno na razini 24 bazna boda, efektivno kad izbijemo neke troškove koje plaćamo, to je na razini od svega 13 baznih bodova i zaista nosimo rizik kojeg si dobro spomenuo, to je da nas tjera u nekakav pasivan pristup upravljanju imovinom. Dakle, konkurentan jest iz perspektive korisnika, nudi ono što bi trebao, dakle, adekvatnu uštedu, vidimo da su prinosi konkurentni i mislim da je zapravo jako dobar ulog u budućnost hrvatskog mirovinskog sustava, jer boljeg rješenja od kapitalizirane mirovinske štednje kao nadogradnje pay-as-you-go sustava nema, barem do sad je nismo vidjeli. I u konačnici najrazvijeniji mirovinski sustavi u svijetu, a to su oni skandinavsko-nordijski, su upravo nastali na tim počelima i na neki način smo vrlo slični. Mislim da je nužno kod nas, ono što je kod nas drugačije, to je da je drugi stup zapravo obvezan. Rekao bih da mora biti obvezan zato što kod njih imamo stoljetnu tradiciju štednje, pa oni sad imaju preko 100% BDP-a ušteđenog u mirovinskim fondovima. Mi to ne možemo sustići s ovim dobrovoljnim pristupom. Vidimo kako to funkcionira u nekim drugim zemljama, recimo Slovenija, koju smo spominjali danas, koja se isto bavi tom tematikom i tim problemom. Ono što je također dobro u Makedoniji, pa evo da ako već nećete vi nešto pozitivno da kažem ja. Dakle, Hrvatska ima 1,45 zaposlenika na umirovljenika, ako se ne varam u Makedoniji, to je negdje oko 1,8, što zapravo isto govori u kontekstu, odnosno u smjeru održivosti sustava na pozitivan način. Горан, последното прашање за вас ќе биде малку пооперативно. Ако го воведеме концептот мултифондови, дали секое друштво ќе формира посебно за секој уште по еден фонд за различен тип на инвестицијски стратегии, како тоа практично оперативно ќе се изведе, кај нас долго време нема некоја зголемување на конкуренцијата меѓу на пазарот? Па добро, сега не го гледам тоа баш како конкуренција, меѓутоа технички од тоа едно портфолио ќе направиме 3 портфолија. Ке задолжителниот, така истото ќе го направиме ки доброволното. Така наместо 2 би имале 6. Так. И сега дали тој начин ќе поттикне за дополнителна конкуренција, тоа не сум сигурен.
Меѓутоа, ова, баш јас се согласам со колегата и тоа сакав на крај да го кажам, да биде една позитивна нота, затоа што сега скоро колешката Татјана имаше објавена еден надпис за најдобри пензиски фондови, рангирани по Мерсер и сите релевантни институции, дека најдобар систем има Данска, Холандија, Исланд и слично. И ако ги гледаме сите кои се карактеристиките на тие најдобри во светот пензиски системи, може да ги прочитаме нашите ПСУ, првиот со солидарно, вториот капитален столб и третиот доброволен со даночни олеснувања. Значи, ние мора да сме свесни дека во Македонија имаме пензиски систем што е идеално искрен, може секогаш подобро, меѓутоа го имаме системот што ги има карактеристиките на најдобрите пензиски системи. Гледате, во Европа, истото господинот Бродњак што каже дека 4% од БДП на Европа е инвестирано во акции во Америка. И се тоа се големи моментално анализи и дискусии во Европската комисија како тие пари да ги остават во Европа, и тоа го гледаат како едно од решенијата, го гледаат тоа. Значи, они сега гледаат за auto-enrollment системот, односно тоа е нашиот втор стоп автоматско внесување на штедење во пензија. Така да сакам позитивно го завршам дека дефинитивно имаме добар систем и треба го прилагодуваме. Повели? Ако се могу само надовезати, jer je jako dobar šlagvort, dakle, Global Pension Index od Mercer CFA je zaista referentan na globalnom nivou i moram se evo pohvaliti da i mi to napravimo ispred Hrvatske, da smo se mi pred 2 godine uključili, odnosno Hrvatska je postala dio ocjenjivanja i na prošlogodišnjem ocjenjivanju je ocjenjena kao 21. od 48 država, čime je završila ispred nekih značajnijih zapadnoevropskih zemalja, recimo Austrije među ostalima, ali ono što je bitno, od istočnoevropskih država samo imamo Poljsku i Hrvatsku u tom indeksu i Poljska je čak, odnosno Hrvatska je čak 2 noća iznad Poljske po ocjeni, što upravo govori o tome da je ovakav sustav kakvog imate i vi i mi zapravo prepoznat na globalnom nivou kao adekvatan. Evo, to sam samo htio dodati. Hvala. Ние превршуваме, може би има некој прашање од публика. Каролина, дали ќе дозволиме некој да праша? Ако не... Многу гладни. Да, предпоставувам дека се гладни. Јас само сакам да им заблагодарам на панелистите за тие вредни увиди и некако, мислам, сакам сите да се убедиме дека промените во пензиските фондови не се само некоја техничка трансформација, туку баш суштинска промена и дека тоа е важно за сите нас и за нашите пензиски заштети. Благодарам за вниманието.